Со објавениот тендер за надзор, а за 10 дена и тој за изведба на пругата од Крива Паланка до заедничкиот тунел со Бугарија, градежните активности би требало да започнат ова лето, извести министерот за транспорт Александар Николовски на денешниот состанок со делегацијата на ЕУ во врска со стратешкиот коридор 8. Како што потенцираше Николовски, до 2032 година од наша страна би требало да е завршена железницата до Бугарија, а од следната година со ЕУ средства би требало да се започне и со изградба на експресниот пат Куманово-Страцин. Во однос на заедничкиот тунел, таму работите одат добро и се надевам дека за брзо време и таму ќе почнат активностите. Се надевам извесно дека Бугарија конечно ќе има стабилна влада, дека ќе продолжиме да работиме онаму каде што застанавме со вице-премиерот и министер за транспорт Караджов. Бугарија ветува дека со исто темпо ќе заврши од нивна страна. Тие треба што да реконструираат, што да изведат нова пруга на цел потек од Софија до граница со Македонија. Обнова очекува и пругата Скопје-Кичево, додека за евентуалната пруга од Кичево до Албанија, која би чинела 2 милиарда евра. Николовски засега не гледа подготвеност од западниот сосед. Заменикот шеф на ЕУ делегацијата во државава посочи дека Европската унија очекува динамична работа врз коридорот 8, во кој веќе е вложена значителна сума, а како што посочи Николовски, целиот коридор 8 ќе чини околу 5 милиарди евра. Се надевам дека финансиските средства во износ од 1,2 милиарди евра, кои што беа обезбедени од Европската унија за реализацијата на овој коридор, дека што е можно побрзо ќе бидат искористени, а тој ќе биде имплементиран за да може што побрзо придобивките од спроведувањето на проектот да може да ги уживаат како граѓаните, така и бизнисите, меѓутоа исто така и да се придонесе за безбедноста во целиот регион. Што се однесува на заштитената зона од ЮНЕСКО, низ која треба да поминува дел од коридорот 8, Николовски вели дека пат до граничниот премен Ќафасан ќе има, но со ЮНЕСКО до средина на јуни ќе се разговара по која траса тој ќе поминува. Додека пак за автопатот кој води до Охрид, изборот на изведувач на делницата Кичево-Букојчани е во финална фаза, вели Николовски.